Морам да ви се извинам и на пратениците и на граѓаните, бидејќи при гласањето за првата точка механички кренав рака, а бев воздржана. Но тоа е моја грешка. Се случи. Зашто? Затоа што економски го поддржувам, ама правно е неодржлив и може уште денеска да падне на Уставен суд, ако има Уставен суд, ама нема. Не знам дали има. Вака, значи. Вака ќе почнам. Ирелевантно е колку долго сме дискутирале. Ирелевантно е. Бевме надгласувани со еден глас против. Нашите амандмани се нарекуваа популистички, но јас реков дека, напротив, гледам кај представниците на власта, оти така милувате вие да кажувате, еднаш не сум чула ние представниците на граѓаните или индивидуално тамо дискутираме и гласаме, јас ги нареков елитистички, па дури снобовски. Зошто? Зошто побарав споредба меѓу вашето сместување овде колку изнесува, патните трошоци, дневните трошоци и оние на студентите, со право председателот како прв човек ги штити пратениците, ама со право и ние професорите ги штитиме учениците и студентите. И тука нема никаков популизам. Законот не е ниту Куран, ниту Библија, ниту Талмуд, ниту Тора, се менува. Проблемот со овој пакет на закони е кој? Требаше со уредби да се одржат, да се уредат овие прашања навреме, но наместо тоа се менуваше изборниот законник и сега читаме во извештајот дека не смее да се менува и мене тој недостиг на регулатива во тој момент кога беше најпотребна грижата за студентите и учениците не подсетува на Достоевски, да не речам на една личност. Тоа е првото. Второто, пред мене веќе еден пратеник го спомена конкурсот и на што се однесува конкурсот. Не само овој, сите претходни конкурси. Значи на сместувањето и на исхраната. И затоа ние мислевме дека воопшто не е товар, колку беа 800 да не ја сгрешам 840 или нешто бројката, кога пресметавме што значи плюс 3000 денари, дека многу ќе значи за студентите, а за државата нема да значи воопшто голем трошак. Понатаму, што сакам да потенцирам? Видете, кога реков дека не е ни Куран, ни Библија, мислев дека слободно може законот да се дополни. Не мора само да се менува законот, можеше да се дополни. Зошто? Бидејќи кога немаше уредба, еве сега имаме закон, па треба да помислиме на животот на студентите за време на COVID-19, што ќе се продлабочува, веројатно. И затоа предложивме вакви решенија, антидискриминаторски, и не можам да не кажам дека уште поголема грижа забележав кај пратениците од Алијанса и од Алтернатива, и за среќа, за човечка среќа, и еден пратеник од Беса гласаше воздржан, зашто што обзнанија овие професори? Дека има студенти кои ниту имаат право на сместување, ниту имаат право на исхрана и дека можеби во услови на COVID-19 треба да се помисли и на нив. Очекував да ги прифатите овие амандмани и затоа си заминав пред време, морам да ви кажам со солзи во очите, зашто тамо седеа професори и професорки. Не знам зошто, може би е тоа интуиција, но има впечаток дека и на заменик министерот не му беше пријатно и дека не е толку убеден во она што денеска, што не е толку убеден во исправноста на ова решение,
како што е тоа господјата Мила Царовска. Видете, споменувате која влада како се грижала. Сега ќе ве видам, бидејќи со децении повторувам дека е срамота 0,1% од бруто општествен производ да се одвојува за наука, да ни се смеат сите, и само 3,5 беше или 3,7 за образование. Сега сте на потек. Ке дојде ребаланс на буџетот, јас се изборив и некои професори да стои во програмата на ВМРО ДПМН е најмалку 5,4, зашто иначе без тоа, ќе го повторам она што и го кажав на министерката Царовска, волшебничка да сте, па не можете ништо да направите. Значи, длабоко сум разочарана. Ако не прифатевте еден радикален со право амандман кој што апелира на совеста на предсе на учителите, наставниците и професорите, поднесен го гледам пред мене од господинот Снопче, тогаш можевте оној нашиот, бидејќи тој навистина е реален. Води сметка дека со 9000 денари, со оглед на цените за сместување, со оглед на цената на исхраната, би можеле да им помогнеме на студентите. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Велика